Амбасадорот на САД Џес Бејли денеска беше во работна посета на општина Кочани, каде ја искористи приликата да се сретне со представници на советите на општините во микрорегионот заради меѓусебно информирање за актуелните општествено-политички и економски состојби. На средбата тој накратко беше запознаен со функционирањето на локалната самоуправа и со потребите и проблемите на стопанството. Сепак главна тема на работниот состанок на амбасадорот Бејли беше референдумот закажан за 30 септември, од аспект на тоа колку е значаен тој датум за понатамошниот економски и стопански развој на општината, како и за иднината на целата држава. I'm delighted to be here in Kočani. Драго ми е што сум во Кочани прв пат на официјална посета, да видам каква е соработката на локално ниво со разните институции преку нашите проекти кои што ги поддржуваме. Наскоро ќе се сретнам и со младите од општина Кочани да видам кои се нивните гледишта, но и да ги дискутираме нештата кои што се однесуваат на општина Кочани, но и во соседството во соседните општини и предизвиците кои што ги имаат една со друга. Очигледно ова е еден чекор пред еден голем процес во Македонија, односно референдумот поврзан со договорот кој што се очекува при крајот на септември. Како Соединетите американски држави во последните 20-25 години соработува со граѓаните на Македонија и со институциите во насока на реализирањето на стратешките цели на државата, односно интеграциите во ЕУ и во НАТО. Покрај тоа што разговараме за овие големи нешта на светско или регионално ниво, нешто што е исто еднакво битно е за граѓаните да имаат учество во своите заедници, поголемо учество во заедниците во нештата што ги засегаат на локално ниво. По завршувањето на работната средба во општинската зграда, Џес Бејли оствари средба со градоначалникот Никол Чојлиев, на која разговара за развојот на општина Кочани преку реализирање на значајни проекти од интерес на граѓаните. Неофицијално амбасадорот Бејли остварил издвоена средба со представници на ромска невладина организација, но без присуство на медиумите.